почитуван декан на Филозофскиот факултет во Скопје, доктор Оливер Пакарски, почитувана заменик амбасадорке на Република Грција, господја Кристина Василатов, почитуван директор на Државниот архив на Република Македонија, господин Димитар Богевски, почитувани универзитетски професори, почитувани директори на институции, почитувани колеги, драги гости, пријатели на културното наследство. Ви представува особена чест и задоволство во името на Националниот археолошки музеј во Скопје и Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи да ве поздравам на денешната презентација на дигиталната збирка на надписи и приказни Прометеј. Овој настан не представува само промоција на една веб платформа, туку е резултат на длабока и посветена меѓународна соработка, овозможена преку програмата Креативна Европа, која со години образува институции, истражувачи и заедници, обединети околу заштитата, валоризацијата и современата интерпретација на културното наследство. Епиграфските споменици, камените сведоштва од минатото, се можеби и најдиректните гласови на древните општества. Тие не ни открива само имиња на властители, војници, граѓани и богови, туку и ни овозможува увид во структурата на заедниците, нивните верувања, нивните стравови, надржи и сеќавања. Преку нив можеме да ги реконструираме фрагментите од секојдневниот живот, да ги разбереме општествените односи и символичките вредности на едно време, одавна поминато, но не и заборавено. Во таа насока, проектот Прометеј представува современ одговор на вечното прашање. Како да го зачуваме и пренесеме минатото во свет кој брзо се менува? Одговорот е токму во спојот на науката и новите технологии, во дигиталната интерпретација, во визуализацијата, во можностите надписите не само да се читаат, туку и да оживеат пред очите на новите генерации. Овој проект е јасна порака дека културното наследство нема да остане затворено во музеите и академските трудови, туку дека станува достапно, разбирливо и инспиративно за младите, за тие што утре ќе бидат негови чувари. Верба волант, скрипта манент. Но во денешно време, за да остане зборот, мора да се дигитализира. Пишаните трагови во камен, врската со минатото, преку проектот Прометеј добива и ново дигитално битие. Ви благодарам што сте дел од оваа значајна културна и научна прика. Почитувана директорка на Археолошкиот музеј, Магдалена Манаскова, почитуван заменик амбасадор на Република Грција во Република Северна Македонија, Кристина Василатов, почитуван директор на Државниот архив на Македонија, Димитар Богевски, почитувана раководителка на Институтот за класични студии, професор доктор Чукерка, почитувани присутни, дами и господа. Ми представува чест и задоволство да ве поздравам на презентацијата на дигиталната збирка надписи и приказни настаната во рамките на проектот Прометеј. Епиграфските споменици се важно сведоштво за студијата, а од нив публиката може да научи на непосреден начин многу и за општествениот живот, но и за секојдневниот живот на луѓето и нивните верувања и нивните очекувања. Исто така, епиграфските споменици се примарни извори, чија нивна текстуална содржина, интегрирана со материјалната форма и археолошкиот контекст, возможуваат мултидисциплинарна анализа, што ги надминува границите на традиционалната историја.
Преку нив се реконструираат не само структурите на општествениот поредок и официјалните идеологии, туку и сите аспекти на секојдневниот живот, индивидуалните верувања и колективните представи, што ги прави незамисливи за разбирање на културната меморија и динамиката на човековото постоење, обезбедувајќи аналитички пристап кон комплексните процеси на културна трансформација и општествена еволуција. Затоа со особена важност овие споменици треба да бидат вклучени во наставата на сите степени на образованието. Дигиталните алати и форми на презентација создаваат можности учениците и студентите да се запознаат на креативен и на интерактивен начин со епиграфското наследство, но и да учат и да истражуваат за минатото, користејќи го оне медиум што ним име најблизок и генерацијски најдобро се снаоѓаат во него. А предност на дигиталните форми на представување на културното наследство е и тоа што тие се отворени и достапни за користење, дури и тогаш кога во моментот нема можност да се посетат музеите или археолошките локалитети. Филозофскиот факултет во Скопје континуирано демонстрира институционална посветеност кон процесите на осовремување на наставата, при што дигитализацијата на наставните содржини и развојот на иновативните дигитални алатки се третираат како стратегиски приоритети во рамките на високото образование. Овие активности не се сведуваат само на технолошка модернизација, туку представуваат и суштинска трансформација на педагошките практики, која овозможува поголема интерактивност, пристапност и транспарентност во знаењето. Искуствата и резултатите од проектот Прометеј, во рамките на кој Филозофскиот факултет за прв пат активно се вклучува во развивање на модели за ангажирање и развој на публиката, како и во креирање на дигиталните содржини поврзани со епиграфското културно наследство, представува значаен и иновативен придонес кон унапредување на образовната и на научната дејност на Филозофскиот факултет. Овој проект не само што е афирмирал улогата на факултетот како современ академски центар, кој активно придонесува кон процесите на дигитална трансформација и интернационализација на високото образование, сепак на тој начин Прометеј се наметнува како модел на современи практики во високото образование и научните истражувања, со потенцијал да ја трансформира традиционалната перцепција на културното наследство и да ја приближи неговата вредност до пошироката јавност. Со создавањето на дигиталната збирка надписи и приказни, Прометеј со сите нејзини придружни материјали, академската заедница добива на располагање современ ресурс за компаративно изучување на епиграфските материјали од регионот на Југоисточна Европа. Наставниците и учениците, што е најважно, ќе добијат едукативно помагало, што може да најде своја примена на различни начини во училиштата, а во широката јавност ќе добие еден медиум за запознавање со културното наследство на многу едноставен начин. Се надеваме дека нашата соработка со партнерите во проектот, Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија, Универзитетот Свети Климент Охридски во Софија, Филозофскиот факултет при Универзитетот во Белград и Балканолошкиот институт при Српската академија на науките и уметностите ќе продолжи понатаму и ќе се развива во насока на други слични соработки. Благодарам на вниманието. За почеток, сакам да ви кажам дека со големо задоволство и гордост денес промовираме прва дигитална збирка на надписи од Македонија, бидејќи директорката и деканот ги кажаа претходно нашите партнери, значи вклучени сме 3 земји, Македонија, Србија и Бугарија. Во рамките на проектот се договоривме дека секоја земја ќе одбере по 10 надписи од својата територија
кој што, ако го гледате под насловот на проектот, е промовирање на универзалните вредности преку дигитална епиграфика и културното наследство. Тоа значи дека нашата задача најпрво беше да ги одбереме и да ги утврдиме универзалните вредности, кои што пред 20 века ни биле пренесени со тоа што биле запишани на камен. Ќе отварам само македонската верзија на страницата. Да можеме да почнеме да ги гледаме надписите, односно да со колешката Ѓуѓеска да ви објасниме како ова сето изгледа. Изборот на надписи од Македонија беше сведен прво околу универзалните вредности, од кои не можеме да избегаме, бидејќи ги има на буквално на секој надпис. Следниот критериум беше да ги покажеме поголемите градски центри, кои што ќе ни ја покажат администрацијата, административното уредување. Предизвик беше исто така нашата местоположба, која што од тие времења до денес не прави граница помеѓу истокот и западот, во случај, бидејќи зборуваме за периодот од 1 до 3 век, периодот на принципатот, требаше да бидат застапени надписи и од провинцијата Горна Мезија и од провинцијата Македонија. И на крајот да не се претвори оваа збирка само во строг приказ на административното делување, на она што значело некаква обштествена поставеност на секој поединец, туку да дадеме и една лична нота на она што нашите предци го запишувале во камен. Гледате дека како се редат надписите, така се појавуваат местата на наот од сите три држави. Меѓутоа би почнале со приказната за Марк Октави Валенс. Ќе ги отвараме вака за да ја видите чисто структурата, бидејќи се дадени сите технички податоци кои што се потребни, да речеме грубо кажано, за научната јавност, фотографии кои што се нови. Само ќе напоменам дека надписите од збирката во рамките на проектот се конзервирани. Колегата Маријан Костовски сакам да го благодарам на помошта. Понатаму, дадено е читањето на надписот. Во случајов ова е латинскиот текст. Подадовме преводот на македонски. Она што испуштив да го кажам е дека веб страницата е изработена на 4 јазика, односно 3 јазика на 3 земји, македонски, бугарски, српски и англиски. И на крајот има научен коментар и библиографија. Вака изгледаат сите надписи, односно прикажувањето на сите надписи. Овде се менијата по јазици. Географски е прикажано и местото на наот. Јас ова нема премногу да ве задржувам. Сакам да обрнам внимание на овој надпис. База статуа на Аврели Крадец, изработена од Охрид. Колешката Калина Кузман Додерска е овде и благодарам многу за обработката за овој надпис и приказната која што ја напиша. Значи, ова е еден ист терк по кој што се сработени сите надписи, критичкиот апарат, коментарот, библиографијата, меѓутоа она што е повторно ќе речам некаква научна, односно академска тежина на овој проект е тоа што сите 30 надписи се внесени во индекси. Ова е содржината на секој индекс.
Тука се собираат организациите, различните зборови, кратенките, императорите доколку ги имаме на надписите и така натаму. Нема потреба да ги читам сите овие посебни лесови во индексот на надписи. Она што да речеме би било интересно е дека кога би ги да речеме да ги отвориме службените лица, добиваме надписи од сите три земји, кои што ќе ни ги предочат сите службени лица кои што можеме да ги најдеме на тие 30 надписи. Бидејќи една од главните идеи која стоеше позади овој проект беа приказните, она што во Европа денес на англиски се нарекува storytelling и интерпретација на културното наследство, направивме приказни за секој надпис. Бидејќи деканот опширно ни објасни која би била, односно која е во проектот улогата што ја одигра филозофскиот факултет во наоѓањето нови пристапи во образованието околу класичните јазици и општо културното наследство, ние како музеј имавме исто така потреба од нови начини на допирање до публиката, не само до еден вид на публика, туку општо до сите, условно речено, таргет групи. Она што особено ме радува денес е тоа дека приказната за Аврели Кратет, синот на Птолемај, кој што ни е познат од две бази за статуи од античкиот ликник, а за кој што во археолошкиот музеј е изработена восочна фигура уште од неговото отворање, денес поставивме еден QR код до восочната фигура во, условно речено, овој дел од музејот кој што се однесува на децата од најраната возраст. Она што е едукативниот дел од музејот, сместен на ова ниво како што се наоѓаме сега, веќе ќе може секој со својот мобилен телефон да ја прочита и да ја слушне приказната за нашиот познат Аврели Кратет и да научи зошто ликмиѓаните некогаш, пред многу векови, решиле дека треба да му оддадат почест не со една, туку со две статуи, дотолку повеќе што почит му била изразена и од атињаните, односно негова статуја била поставена и во Асклепионот на Атинскиот агор. Јас тука би застанала, односно би предложила колешката Елена Џукевска да продолжи понатаму. Доколку имате прашање понатаму, ќе разговараме. Благодарам. Добар ден и од мене. Не можам да ви опишам колкаво задоволство чувствувам што дојдовме до оваа точка да можеме да ви презентираме збирката и да искрено олеснување. Што некако го финиширавме ова и ваквите проекти мислам претпоставувате дека на некој начин не завршуваат никогаш, затоа што главната предност на дигиталниот пристап е што дава можност да постојано се надградува и надополнува и ние веќе сега знаеме, ако би решили да аплицираме повторно за тој проект, што би посакале да има понатаму и како да се надгради. Се надевам искрено дека проектот ќе си го најде своето место, дека ќе биде корисен за публиката, без разлика дали публиката ќе преферира да ги слушне или да ги прочита приказните, или да се задлабочи повеќе во надписите, или пак наставниците ќе посакаат да го искористат овој ресурс за обучување на учениците, особено на она што мислам како што живееме денеска, се повеќе ни недостасува, а тоа е основните човечки вредности и враќање на хуманата димензија на нашата цивилизација, а надписите ја имаат таа моќ токму во таа смисла да подучуваат, затоа што ако прочитате еден надгробен споменик или една посвета или документот пред 2000 години, ќе видите дека некои работи не се менуваат, љубовта е љубов, тагата е тага, среќата е среќа, потребата да се постигне успех е таа, се разбира, постојат културолошки разлики и добро е човек да ги согледа за да се прашаме каде се наоѓаме денес. Во таа насока, значи овој ресурс мислам дека може да биде многу корисна алатка за наставниците и за младата популација. Се надевам особено дека преку приказните широката публика ќе ги доживее
столопарните технички додатоци на еден поинаков начин. Во листата се прикрени до која што можете да пристапите и преку главното меню, но всушност преку гледа се е поврзано и приказите и спомениците одат паралелно. Приказите веднаш можете да кликнете на споменикот. Но и ако на пример отворите споменикот, ќе видите дека на крај точката ресурси имате линк директен до соодветната приказна таму каде што ја има. Значи, тоа е овој крај. Ние ќе изработуваме едно упатство за пошироката публика, за оние кои што не се толку упатени во начинот на прикажување на епиграфските споменици, тоа ќе биде достапно. Исто така мислам дека е многу интересно и се отвори навистина една досега уникатна димензија за нашите споменици од југоисточниот регион, а тоа е затоа што се прикажани заедно. Затоа што сме навикнати да ги гледаме поединечно, секој тој што работи во Македонија, не ги гледа во Македонија, тој што е во Бугарија или во Србија, но тоа е всушност еден регион кој што во антиката бил поврзан, се разбира особено во времето кога римјаните владееле со регионот и на некој начин некои обществени форми на уредување биле заеднички. Така што ова дава една поширока перспектива и се разбира од содржината на надписите ќе се убеди дека всушност балканските народи во тој период биле секако многу тесно поврзани со грчката култура, со Медитеранот и дека всушност нивниот поглед бил насочен натаму, имале директни врски со таа цивилизација. Например, господинот Аврелий Кратет, кој што се надевам дека ќе посакате да го запознаете кога ќе завршиме со оваа презентација, ќе прочитате дека не само што имал статуа и почести примил во Лихнит, во неговиот роден град, најверојатно, туку и во Атина, што е прилично големо достигнување и таму направиле статуа. Тоа значи дека некој човек од овие региони успеал да стигне во тој свет и да врати нешто од таа култура во своето родно место. Така што постојат навистина многу начини како да се користи збирката, но топло ја препорачувам за почеток, се разбира индексот е приудар во сите аспекти, но индексот теми за мене лично е омилен, бидејќи тука ќе најдете можност, ова се разбира и ќе го надоградуваме, по различни прашања кои што би можеле да ве интересираат, да видите кои надписи се поврзани со една определена тема или со еден определен аспект и приказни и надписи во исто време. И тоа паралелно поврзување на приказните со надписите е всушност еден иновативен аспект на нашиот проект, бидејќи не дека е прв пат дека епиграфското наследство се музеите го прикажуваат на овој начин, се разбира има веќе многу такви проекти направени од Оксфордскиот музеј и други музеи, но ова е еден иновативен пристап каде што постојано можете и да ја гледате содржината на еден по-популарен начин прикажана преку приказните, но и на еден стручен надпис преку темплейтот како што се вработени надписите во збирката надписи. Овој надпис кој што го гледате, на кој што одбравме да му направиме QR код за почеток, е еден од категоријата како почестен надпис е совршена илустрација за тоа што е успех. Што било во антиката, во тоа време се разбира дека говорничките вештини и степенот на образование значал многу. Може би денес значи, но не сум сигурна дали некој денес би му направиле статуа, затоа што бил добар ретор и многу образован човек. Но како и да е. На крајот само сакам да им се заблагодарам на сите оние чии што имиња не стојат како автори на проектот, а се подразбира, тоа се пред се колегите од нашите институции, кои што во позадина секогаш положуваат напор за да се реализираат овие работи. Се разбира роднините, пријателите, блиските и сите оние кои што индиректно допринеле за да се случи ова. Ви благодарам и вас, се разбира, за денешното присуство денес. И морам да ја спомнам, иако денеска не е присутна со нас, а тоа е колешката Билјана Пентовска од Канцеларијата за креативна Европа,
без чија што сесебна поддршка и трпение додека ја подготвував апликацијата за проектот, немаше шанси да се разбира да имаме позитивен одговор. И ви посакувам да уживате во ползувањето на оваа збирка. Ви благодарам. Ставаме овде при крајот, иако не е за крај. Го поделивме во неколку подменија. Тоа е најпрво еден вовед кој што се надеваме дека и пошироката публика, меѓутоа и средношколците и студентите едноставно ќе им појасни како сите блокови камени со врежани букви кои што се разбира нејасни за еден обичен човек, ќе може да ги стави во некаков контекст. Понатаму, она што може да се види е нешто што во најопшта смисла го представивме Југоисточна Европа во времето на Римскиот принципат, во кој што ги прикажавме трите провинции, кои што се наоѓаат на територијата на денешните држави на партнерите во проектот. Тоа не се долги текстови, но се прилично информативни за еден поширок круг публика. И се разбира дека она што треба да ни го покаже општествените вредности, она што го нарекуваме универзални вредности, е во принцип законот за семејството, прогоден с голема колешката Даниела Тошева, која што изработи овие делови од прирачникот. Во овој прирачник гледавме да не бидат заборавени ниту јазикот на надписите. Тоа се делови во кои што се искажани посебните карактеристики и на грчкиот и на латинскиот јазик искористени на надписите. Оние кои што ги направиле почетните и се уште основоположничките чекори во генерално кажано уште во тие времења балканската наука, односно балканската епиграфија. Убавото во овој прирачник е тоа што во секој од овие текстови, условно кажано, со историски податоци, да, тие се полни со историски податоци, меѓутоа, бидејќи некако застанавме само на Валенсов скупи, еве да речеме дека во читањето на текстот може да дојдете до линк на надпис на кој што во конкретниот случај еве се споменува се споменуваат органите на градската управа. Тоа значи дека кога во текстот со објаснување на историските податоци ќе се појави градскиот совет, линкот води до тестаментот на Антестија Фуска, исто така еден познат надпис од Стибера, кој што се наоѓа сите се уште на локалитетот и кој што овде го одбравме бидејќи гледајќи на улогата на жената, тоа беше нешто што во една ваква збирка представуваше предизвик. Имаме жена која има своји собствени средства да остави на град, да го обнови најпрво храмот на Божицата Тихе, да остави пари во градот и да ги наброи сите своји наследници во случајот кога очигледно немала никаков проблем како жена да го спроведе тоа. За Антестија Фуска изработивме и приказна. И сега вака, одејќи уште по универзалните вредности, има еден надпис кој што особено го работеше колешката Ѓукеска, а тоа е, не знам, имам потреба да го кажам, односно да го погледнеме еве заеднички преводот, бидејќи надписот на вистина го кажува она што и јас и Елена го кажавме на почетокот, а тоа е дека љубовта е љубов, тагата е тага. Тоа е надгробниот надпис за Евгенијот Суводол. Не знам колку можете да читате.
Може или не? Не. Тогаш останува да ви препорачаме да ја отворите веб страната и да видите дека ништо не е сменето. Единствено што нас ни останува како задача и како должност е овие пораки некогаш оставени да ги пренесуваме понатаму и да ги упатиме најважно младите во она што од секогаш е човекова универзална вредност. Јас ви благодарам што